Пропадна и вториот јавен повик на град Скопје за приватните превозници на 3 градски линии 9, 11 и 12. На огласот не се пријавил никој, зашто ниту еден возач од нив не изразил интерес, вели за Алфа собственикот на Мак Експрес Милорад Димитриевски. Според него, сето ова се случува поради лошиот однос од страна на градот, па затоа превозниците биле приморани своите вработени кои 30 години работеле да ги испратат како технолошки вишок. Сега велат дека го тужат град Скопје за сета неправда што им ја нанесе и очекуваат позитивен исход. Јасно беше дека никој нема да се јави на овој тендер од причини што превозниците не се задоволни од начинот на соработка кој го имаме до сега во градот. Имено, повеќе месеци не идуваме на проблеми со нередовно плаќање и неможност да нормално да се изврши работата. Градот не покажа разбирање. Ние како фирма Мак Експрес превоз имаме поднесено тужба до управниот суд и тужба до апелациониот суд. Едната е за враќање на работа, другата е за надокнада на средствата кои ги поборуваме од градот. Приватните превозници тврдат дека договорите им биле раскинати незаконски и очекуваат со одлука на влада да бидат вратени во системот на јавниот градски превоз, а за долгот кој ЈСП го има кон нив да се договорат по пат на медијација. Велат градоначалничката и натаму не сакала да чуе да ги прими на разговор. Па од градот Скопје не знам од кои причини немаат никаква комуникација со нас. Сите аргументи се на наша страна. Имаме фактури, имаме верифицирани извештаи од страна на јавното сообраќајно претпријатие и од страна на градот кои говорат за долгот кој го има за завршената работа и за долгот кој постои од јавното сообраќајно претпријатие према нас. Сите очи од страна на приватните превозници Слобода превоз и Мак Експрес се вперени во премиерот Димитар Ковачевски и чекаат средба. И додека пропаѓаат огласите и се префрла топката и одговорноста кој е виновен, дали градот или приватните превозници, сиот товар паѓа врз грбот на граѓаните, кои за жал приморани се да чекаат автобус и повеќе од 1 час за да стигнат до саканата дестинација. Покрај овој минатата недела пропадна и првиот оглас за линиите 20 и 22, зашто никој од превозниците не се пријавил за овие линии. Даниела Арсовска тврдеше дека градот може да функционира и без приватните автобуси, но двата огласа го покажуваат спротивното, бидејќи се бараат дополнителни 48 автобуси и 103 возачи кои ќе се обраќаат на овие 5 градски линии што за жал ги нема.